Диоптриските рамки се направени од различен материјал. Денес имаме широка палета на материјали од кои се изработени диоптриските рамки, со различен облик, различни модели, различна боја и така натаму. Познавањето на материјалот од кој се направени диоптриските рамки е од големо значење за оптичарот, бидејќи од тоа зависи што ќе му препорача на пациентот, односно на купувачот. Ако постои евентуално алергија на некаков материјал, секако дека ќе се насочи на некој хипоалергиски материјал, а тоа би бил оптилот, полиамидот, титаниумот и неорѓисаниот челик. Ако нема вакви пречки, тогаш желбата на пациентот ќе ни биде патокас или пак модниот тренд. Изборот на соодветен оквир не е само помош при селекција на рамка, туку оптичарот тука ја покажува својата умешност да препознае различни облици на лицето. На овално лице, например, се смета дека му одговара повеќе форми. Пожелно е тука да се препорача четвртаст или правоаголен оквир, можда со подискретни бои. Пациентот со овално или округло лице никако не смеат да носат ленонки, односно јајчасти облици. На подолго лице се препорачува правоаголни облици со нагласена боја и материјал од пластика или од ацетат. Можда странично со некој моден детал, така визуелно ќе се скрати лицето, а и ќе биде украс за тој или таа што го носи. Очилата се разбира дека се потреба на секој човек кој што ги носи, дали се тоа за одмор, дали се со собствен диоптер. Меѓутоа сепак дали само со едни очила може да се реши проблемот и дали нели треба да внимаваме на тоа кога носиме очила и какви очила носиме за соодветна прилика. Што мислите вие? Кажете ни за еден совет еве од вас по ова прашање. Не, значи, не е можно со еден пар на очила да ги задоволиме сите секојдневни потреби. Исто како што со еден пар чевли не може да се појавиме на различни места, например на джогинг, на плажа, у град, на работа или пак на некоја свечаност, така и со еден пар на очила не може да се задоволат тие секојдневните потреби. За жал, економската ситуација ни налага да бараме идеални очила за секоја пригода. Така е многу тешко, но еве неколку совети на што треба да се обврне внимание кога се бираат диоптриски или пак сончеви очила. Диоптриската рамка треба да ја истакне најдобрата карактеристика на лицето, а да го сокрие недостатокот на вашето лице. Обликот на рамката треба да е во контраст со обликот на лицето, а во склад со бојата на кожата и со бојата на косата и секако на склад со големината на лицето. Најбараните материјали од кои се изработени диоптриските очила се металните рамки. Покрај тоа што се доста атрактивни и дискретни, тие се и многу издржливи, затоа што се изработуваат од челик и титаниум. Кога се препорачува метална рамка, треба да се води сметка за видот и јачината на диоптриското стакло, кое е препишано од офталмолог или оптометрист. Ако, например, се работи за некоја висока хиперметропија или висока миопија, каде што диоптриското стакло е со прилична дебелина, таквото стакло тешко може да се вклопи во метална рамка како една целина. Така треба да се препорача или висок индекс на диоптриско стакло, за да се добие потенко стакло, значи, или пак пластична рамка која визуелно ќе ја сокрие дебелината на диоптриското стакло. Добро е да се знае дека пластичните рамки се изработени од ацетат или карбонска маса. Ацетатот е многу благодарен, бидејќи е лесен, лесно се адаптира и многу е удобен за постојано носење. Новитет во оптичката индустрија се силиконските рамки, кои се многу лесни, тенки, многу тешко се искривуваат, многу тешко се кршат и се производуваат во различни облици и различни бои. Детските силиконски рамки се покажа многу благодарни баш поради овие карактеристики. Тие се произведуваат во различни шарени бои, кои ги прават да бидат поатрактивни за детската возраст.
Во овој тип на рамка може да се вградат скоро па сите видови на диоптриско стакло, бидејќи жлебот на самата рамка тоа го дозволува.